Флетхет е единствената композиција на тетовецот Дамир Пух, но го води во големи успеси насекаде низ светот. Тој на 13 септември патува во Лондон, каде ќе биде дел од светскиот натпревар за гитара Guitar Idol. Од над 450 гитаристи кои биле пријавени, Дамир го наоѓа своето место во првите 8. Тоа за него досега е најголемиот успех и предизвик. Пласманот во финалето на Guitar Idol за мене е досега најголем успех, поради тоа што натпреварот е толку голем и се пријавуваат такви свирачи. Конкуренцијата е огромна меѓу 8 финалисти. Се работи за свирачи од светска класа кои имале претходно исто така големи успеси. Во врска со пријавувањето, начинот е стандарден како за скоро секој интернет натпревар. Се пријавуваш со едно YouTube видео во конкретниот случај, каде што предност се дава на авторската композиција и се цени техничката способност на гитаристите, стилот, уникатноста. Тоа е еден цел пакет кој се зема во предвид за ваквото натпреварување. За успешноста ќе одлучува врвно жири, но и публиката. Еден од судиите на натпреварот ќе биде Пол Гилберт од Mr. Big, што е светски познат бенд и како гитарист еден од најдобрите рок гитаристи на планета во моментот. Така што и он ќе избере свој, претпоставувам дека е така, дека ќе избере свој фаворит без разлика на крајниот исход. Сите финалисти ќе добијат награда, а вкупната вредност на наградниот фонд во гитари и опрема е над $20,000. Што очекува Пух од овој настан? Би било многу неблагодарно да прогнозирам било што уште пред да се оди тамо, ради тоа што квалитетот и нивото на сите 8 финалисти можам да кажам дека е скоро идентичен. Тоа се работи за нијанси, некој е поискусен, некој е пониискусен, некој има песна што би можела да подобро да се преведе пред публика во живо, некој е технички поспособен, така да све ќе зависи на самата вечер, кој како е расположен, кој има добар или лош ден. Тоа се толку ситни нијанси што големо влијание ќе има и вкусот на судиите и реакцијата од публиката и гласовите, така да би многу неблагодарно да се прогнозира било што. Јас настапот го гледам повеќе како на шанса за перформанс, како шанса за да настапам пред публика што не гледам секој ден. Свирам во друга држава, во друг град пред светска публика, пред жири, пред луѓе што се во таа индустрија многу години. Така да ќе пробам ментално делот од натпреварот да го ставам на страна и да не се замарам толку со крајниот исход, затоа што тоа колку што зависи од сам себе, зависи од многу други фактори што се вон контрола на било кој од 8 финалисти, така да одам со намера да уживам, да си ја представам песната пред поголема публика, да приберем уште некој нов фан и тоа е тоа. Затоа што единствениот македонец кој настапува на ваков престижен фестивал го заслужува местото личност на неделата на телевизија Менада. Среќно!